Македонскиот јазик со години е на директен удар од соседите, последниве години најмногу од Бугарија која целосно го негира неговото постоење. Токму тоа во моментов е и пречка на Македонија на европскиот пат, бидејќи официјална Софија не блокира. Поранешната министерка за култура Ганка Цветанова, говорејќи за официјалната изјава испратена од Бугарија до Европската унија посветена на докажување дека македонскиот јазик бил измислен со декрет на Асном, вели дека унијата доколку не посакува како член ќе мора да го признае и македонскиот јазик и култура. Значи, ја негира посебноста на македонскиот јазик и се тврди дека представува норма на бугарскиот, регионална норма на бугарскиот јазик, доколку Европската унија на вистина сака да не види обединети на рамноправна основа во незиното големо семејство, тогаш тоа мора да го направи преку почитување на нашата посебност, културна и јазична. Дека македонскиот јазик е на удар согласен и потпредседателот на МАНУ Витомир Митевски. Тој вели дека истиот како еден културен феномен се злоупотребува во дневна политика. Нашиот јазик се доведува во една парадоксална ситуација кога неговата основна задача, улога и значење тенденциозно се извртуваат до безсмислие. Така, самата негова употреба се претвара во предмет за злоупотреба. Од средство за разбирање се преобраќа во средство за недоразбирање. Нашиот јазик како цивилизацијска придобивка станува предмет на нецивилизирано однесување. Академик Катица Ѓулавкова вели дека македонците од својата независност се соочуваат со негирање притисоци од надвор. Македонците од мигот на осамостојувањето од Југословенската федерација 1991 година наидуваат на препреки и притисоци од страна на Обединетите нации. Тоа беше случајот со Охридскиот договор и со Преспанскиот договор, Европската унија и други влијателни фактори на моќ, преку блокади, условувања, преговори, спогодби, промена на знаме, промена на устав и негова преамбула, промена на името на државата. За состојбите на македонскиот јазик во МАНУ беше организирана работилница на тема посебноста на македонскиот јазик и политичкиот говор на омраза.